Вторник, 6 јуни, кратки вести во 12 часот. Средношколци од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски ја создадоа првата апликација за пријавување диви депонии. Виртуелната компанија Greenforce под менторство на професорката Ирена Ралева Најдевска ја представи апликацијата Трешпингер. Во интервју за Супер Радио велат целта е подигнување и промовирање на еколошката свест и помош на комуналната служба. На апликацијата работеле една година, а идеја добиле по спроведени 10 екоакции увидувајќи ја состојбата со отпадот низ градот. Апликацијата Трешпингер ќе послужи како екоаларм каде ќе се пријавуваат дивите депонии во градот, а потоа преку координација со јавното претпријатие Охридски комуналец и екоздруженијата да се работи на нивно расчистување. Охрид меѓу 6 општини од југозападниот и пелагонискиот регион кои ќе работат на одржливо управување со отпадот. Се работи за поттикнување на одржлив развој, заштита на нашите природни ресурси и подобрување на квалитетот на животот на нашите граѓани, изјави министерката за животна средина Каја Шукова. Проектот е насочен кон поодржливи јавни услуги, подобрена усогласеност со законодавството на Европската унија и поголема одговорност за животната средина меѓу граѓаните. Кристијан Шишковски, ученик од 4-та година при Општинското средно училиште Свети Климент Охридски, заедно со уште 4 ученици е избран да ја представува Република Македонија на 53-та меѓународна олимпијада по физика која ќе се одржи во јули во Токио, Јапонија. Селекциониот надпревар се одржа во организација на Друштвото на физичари на Македонија, каде беа поканети 25 ученици кои покажале најдобар резултат на државниот надпревар по физика да земат учество. Времето денес сончево со мала до умерена облачност и услови за нестабилност со дожд. Максималната температура во Охрид до 24 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.